Љубени во Господа, почитувани организатори, драги панелисти, уважени гости и пријатели. Дозволете како надлежен архиерей на Тетовско-Гостиварската епархија на сите да ви посакам најнапред топло добројдојде во незиното срце овде во Лешочкиот манастир, каде што вербата, словото и македонскиот дух низ векови дишат воедно. Ми представува особена чест што денес има можноста да бидеме заедно во ова древно светилиште, чии врати се секогаш отворени за сите добронамерници. Со радост ја прифатив поканата на Глобалната македонска фондација Вечна. Поздравно да се обратам на почетокот на ова значајна панел дискусија за промоција на македонското духовно наследство, насловена Гласот на вечноста, која со причина се одржува токму во овој манастир, кој низ целата своја историја бил место не само за молитва, туку за сенародно место, тоа е сенародно место, каде што се чувале верата, но и каде што паралелно се развивала писменоста и културата. И нема посоодветно место од овој македонски комплекс, каде одржувањето на панел дискусија е токму на темата духовно наследство на Свети Кирил Печинович во современиот македонски идентитет. Од овој негов манастир, каде што се наоѓаат и неговите свети мошти, кои го носи и неговото име. Темата на денешната панел дискусија што не собра е повеќе од академска, бидејќи таа длабоко допира до срцевината на нашата самобитност. Таа е повик за враќање кон корените, кон тие гласови кои не тивеат, туку како живи извори продолжуваат да ја хранат душата на македонскиот народ. А меѓу најсветлите гласови што ја печатат нашата духовна и национална меморија, секако и гласот на светиот Кирил Лешочки Тетоец. Неговиот лик и дело како игумен, преродбеник, просветител и пред се пастир не се минато. Тие се присутни насекаде во овој манастир, каде што неговата мисла и молитва и денес одекнуваат во тишината на манастирските камења. Неговиот спомен живее во духовниот етос на црквата, но и во нашата историја и јазик, бидејќи тој не напиша само книги на народен јазик, туку со своето дело допринесе многу за опстој на македонскиот идентитет. Тоа дело и денес е темел, инспирација и жива духовна сила која не инспирира и нас да го чуваме сето она што како традиција ни е оставено во наследство. Токму затоа, изборот на темата и трудот на организаторите, панелисти, заслужува пофалба. Вашето истражување, вашата љубов кон духовното наследство представува продолжување на делото што ни го оставија Свети Кирил и сите преродбеници. Ја користам оваа прилика да се заблагодарам на иницијаторите, на панелистите и на сите присутни што токму преку вакви предавања се одржува споменот и делото на нашиот канонизиран светител, светиот Кирил Лешочки, чиј глас, подвиг и учество и денес не повикуваат да останеме верни на нашата духовна традиција и нашиот идентитет. Нека овој собор биде повод не само за научна дискусија, туку и за духовно обединување, за повторно слушање на гласот на вечноста, што не повикува да останеме верни на коренот, на јазикот на верата и на светото дело на нашите предци. Чувствувајќи ја молитвената присутност на светиот Кирил, на сите ви посакувам благословена и плодотворна работа, а Господ нашиот Бог нека го благослови овој собир и сите присутни. Ушт еднаш ви посакувам добре дојде во овој заеднички духовен дом на вечноста, кој секогаш сте најдопло срдечно добродојдени. Чувствувајте се пријатно и радосно. За многу.